Може се наработен прекраси. Ова е пат од кој сме да свртим ми. Ова е пат од кој сме да се изгубиме. Bez przepraszania, jeden doping, wolna sred pustyni. Ladna pod mnie obliwa i dalej w Polsce już strach i euforia. Owaj pad, od którego smęty da swarty megi. Owaj pad, od którego smęty da se izgubimy. I ja graj, 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 graj. I ja graj, 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 graj. Nie możesz da go widzisz, da go czujesz, da go dobre. Nie możesz da go shvatiš, da go patiš, da go fatiš i da go fatiš. Owaj pad, od którego smęty da swarty megi. Owaj pad, od którego smęty da se izgubimy. I ja graj, 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 graj. 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 Музичари од два кавадарачки рок бенда заедно настапуваат вечерот, добро на загрејаден, убав вовет во ова по многу нешта специфична, некарактеристична вечер тука во Домот на културата во Кавадарци. Навистина пријатно е чувството да се види ваков еден број, ваква структура на публика. Гледам тука рокери од повеќе генерации, и активни и неактивни, но рокот е негде, не знам, во вените, во срцето, во некои ганглии, таму се чува и еве ги тука се. Освен тоа, генерацијски по возрасти љубители на ваков вид музика се тука, но да не должам. Вечерта е едноставна промоција на рок, македонската рок енциклопедија. Авторство едно вредно, едно големо дело на Тошо Филиповски. За него само кратко ќе кажам, потоа Маријан ќе преземе дека е новинар и рок хроничар и доволно сега за сега. Но за делото би кажал исто така дека, колку што сум јас информиран, ова е апсолутно прво од ваков вид во Македонија, но и пошироко, барем на XU просторите тука некаде, за тоа подоцна. Значи, еден навистина вреден труд кој што ќе остане, кој што ќе се сигурно доразвива, се надевам Тошо уште толку години ќе ги следи овие работи, бидејќи еве има млади рокери од нови генерации кои може не се влезени во ова рок енциклопедија. И со тоа ќе завршам, знаете зошто? Заради тоа што Кавадарци со децении имаше богата и квалитетна рок сцена, имаше еден период на застој, еве сега е во подем и живнува повторно кавадаречката рок сцена со квалитетни бендови,
Но за тоа ќе оставам Маријан Тодоровски да ја каже, тој е еден така рок-хроничар на Кавадарци и организатор на првиот Тиквеш рок-фест и така натаму и така натаму. Драго ми е што ве гледам сите, повеќето ве познавам, така да можам слободно да кажам. Нема многу да зборувам за историјата на кавадаречката рок музика. Дел од тоа што можете да го прочитате по моите блогови, Facebook страни и слично. Малку повеќе би се обзорно на некои други работи. Например, дека малку субјективно за себе можам да кажам дека сум дел од кавадаречката рок сцена. Со оглед на дел од бендовите кои овде во Кавадарци работат, според нивниот исклучителен квалитет, сум и дел од македонската рок сцена. Не сум музичар, дефинитивно, ама ете по некоја своја евокација сум пријател, соработник и соборец на бројните кавадаречки рок музичари. Тука таму ми е чест што сум дел од организација на концерти и фестивали во Кавадарци. За дел од вас сум блузерот, ама блузот е само мал интимен дел од моето битисување со музиката. Оно што ме прави дел од вистинските нешта, не само во градот, сепак е рок музиката. Моето размислување за кавадаречката рок сцена е транспарентно и јавно, реков, по интернетот може да се прочита, некому се допаѓа, некому не, ама на моја огромна радост ја познавам и ја сакам кавадаречката рок сцена. Често сум и рок-н-рол локал патриот. Арно е дојде ден некој нешто да напише и да остави меѓу другото и за кавадаречката рок сцена, како дел од една исклучително вредна македонска рок сцена, а да не е авторот од Кавадарци. Пред нас е едно неверојатно дело, исклучително во многу погледи, дело кое само ќе се надополнува понатаму со оно што денес е, а и со она што утре ќе биде македонската рок сцена. Оти тргнувајќи од себе, знам дека рок-н-ролот не е само музика. Рок-н-ролот е и став, начин на размислување и начин на живот. Тоа од мене многу подобро го знае Тошо Филиповски, авторот на првата македонска рок енциклопедија. Едно исклучително дело кое денес на моја огромна радост се промовира во мојата матична институција Дом на култура Иван Газов Климе. Домот на културата го препозна ова благодарејќи на многу луѓе од градот, еве од Сдруженијето за алтернативна култура Алтар центар кој инсистира да ја донесеме во Кавадарци и Тошо со неговото дело е вечерва овде. Инаку Тошо Филиповски го знаев како уредник и водител на првата македонска тотална рок ТВ емисија посветена пред на македонската рок музика Досие. Лично го запознав на Тиквеш Рок Фест Unplugged 96 кога дојде со својот тим и два викенди го следеше фестивалот и му посвети огромно внимание со огромна ТВ минутажа. Никогаш не го заборавивме тоа, напротив. Тошо вечерва овде да каже некој збор за енциклопедијата, но и да разговара со денешните чинители на кавадаречката рок сцена, пред се со музичарите, но и се разбира со љубителите на рок музиката, затоа што македонските рок-н-рол тука трае покри се. Оно што не е запишано во првото издание на македонската рок енциклопедија, предпоставувам ќе биде запишано во второто, во третото, во некои други томови. Приказниците се многу, дел од нив ќе ни ги раскаже самиот автор, мотивите се јасни, ама еве да слушнеме како размислува тој. Верувајте, многу по едноставно ми беше да влезам во животите на 2500 луѓе, да се обидам да ги реконструирам нивните животни судбини, да ги составам во отприлика 333 приказни, отколку да застанам вака пред вас и да зборувам. Особена ми е честа да сум вечерва во Кавадарци. Го сакам Кавадарци најмногу поради она што го остави како заложба на македонската рок сцена, на македонската рок историја и при тоа не мислејќи само на бендовите, мислејќи најмногу на целата една приказна која што Кавадарци, барем по мене, знам дека живее добри 30 на години, таа рок-н-рол приказна. Како што каже и директорот, со успони и падови, меѓутоа таа обстојува. За жал, низ држава во многу малку градови можат да се пофалат со некој континуитет, како што Кавадарци може да се пофали. Кавадарци е град кој што може да се гордее и со првиот рок фест, кој што верувам и директоров и луѓето кои што се дел од таа сцена ќе се сетат и кој ќе дојде времето ќе му оддадат
ќе го овековечат со некој вид заедничко дружење. Значи 81-а тоа ќе му дојде за неколку години, ќе треба тоа да се одбележи. Јас верувам дека Кавадарци ќе го направи тоа. Да не зборам за Тиквеш Рокфестот, го одбележивте. Да скратам, малку ви кажав, тремата е малку преголема, па затоа ќе се обидам вака на кратко. Македонската рок енциклопедија немојте да ја сватите како нешто еднаш за секогаш даден. Ова е обид и финален производ да се документира еден период од 55 години, меѓутоа не е жива материја. Значи рок н ролот е жива материја. Ова ќе се надоградува и ќе се развива. Оној кој што не е овде не значи дека не допринел во создавањето на македонската рок сцена. Мене ми беше драго дека успеав да изведам на виделина голем број на бендови за кои што верувам и вие, а и јас самиот кога почнував пред 10 години да чепкам, да создавам нешто, да пишувам, не знаев за голем дел од нив. Со задоволство дознав за Еригон, дека биле дел од една таа сцена, еден од првите бендови кои што доаѓа од рурална средина, а засвирел во Скопје и сериозно засвирел, оставил сериозен трак и разбудил многу бендови кои што подоцна после вас се елуваат од други средини. Во 80-тите години ги имавте едни токму така, бенд кој што исто така остави сериозен трак и мене ми е навистина жал што тој бенд не успеа да објави еден материјал кој што ќе биде сведоштво за нивната работа. Ова е еден документ, сериозен момент од нивните животи опфатен овде во оваа енциклопедија, но повторно апел до луѓето кои што ја креираат културата во овој град, токму така заслужуваат да имаат свој носач на звук, бидејќи имаат снимен материјал за 2 носачи на звук, не за еден. Бендовите од 90-те години, Океан Пацифик е бенд кој што има сериозни следбеници во Скопје. Значи, верувајте, бендови кои што работат под влијание на Океан Пацифик. Оние што подоцна дојдоа бендовите Skylab и да не ги споменувам уште мал милиони дене што работат, допрва нивното влијание ќе се чувствува регионално, но и генерално на републичко ниво, на државно ниво. Верувајте, оваа книга, оваа македонска рок енциклопедија е оддавање на почит сите оние што работеле и создавале и го граделе македонскиот идентитет со инструменти во раце, се овде споменати. Може би некој случајно е забораве, меѓутоа затоа и ги најавив и вториот, и третиот, и веројатно некој иден том. И не само тоа. Верувам дека оваа енциклопедија, оваа книга како ваква, ќе иницира и некои други луѓе кои што знам се занимаваат со забележување на македонската музика, ќе иницира некои слични проекти. Сцена не се гради само со бендови, сцена не ја чини музиката, не ја чинат само бендовите. Сцената е малку покомплексен приод на нештата и многу луѓе тука се заслужни за формирање на една сцена. Документирање на работата на таа сцена е она што и фали на македонската музика низ годините. За жал или за среќа, кој како ќе го свате. Ја тврдам дека имам тезата и ја пласирам цело време за среќа на македонската сцена, може би е мала, меѓутоа во југословенски и балкански рамки и то секогаш става мрака, било каде имаме една од најквалитетните музички сцени. Немаме многу бендови, меѓутоа се она што го имаме како музички жан продуцирано од Македонија е, веруете, многу поквалитетно. Ова енциклопедија допринесува сега и останатите некогашни братски републики да сватат дека во нивното време не постоеле само ЕКВ и Хаустор или Шарло Акробата и Доли на таа сцена 80-тите, значи Македонија имала сериозни new wave бендови и токму така и Дизајн и Бастион, бендови кои што денес кога ги откриваат тие луѓе од XU просторите велат: "Вау, што вие сте имале во Македонија." За жал, дури малку подоцна почна да се слуша за Македонија, меѓутоа и 70-тите и 80-тите сме имале страшна сцена. Да не должам многу, значи, она што сакам уште еднаш да го потенцирам, и зашто ги правам овие промоции, е всушност да се обидам да соберам нов материјал. Знам и јас, Маријан рече, ве знае сите, меѓутоа јас знам голем дел од вас, су најмала рака од концерти кои што сум доаѓал овде или сме комуницирале. Ме интересираат сите оние бендови кои што луѓе кои што создавале на било кој начин, ако имате било каква комуникација или се овде, сакам да остварам комуникација. Значи работам на неколку слични проекти, значи не само втор том, туку и неколку други вакви обемни материјали документирање, па ме интересира се. Знам за уште 5-6 бенда кои што очекувам ќе најдам луѓе овде во Кавадарци да ги искомуницирам и регионално, верувам и од регионов има овде луѓе. Значи не се
најдете начин да ми искомуницирате, не знам како и тој момент да го кажам. Јас сум цело време со рок-н-ролот, сум во Скопје, меѓутоа патувам цело време секаде кај што ќе добијам покана, ми интересира се она што се случува на македонската музичка сцена, а мене ми интересира секоја ситница, значи флаерче, налепница, плакат, постер, запис, било каква информација. Круна на сето ова е македонска рок енциклопедија само едно мало делче од еден многу поголем проект кој што верувам наскоро ќе биде реализирана, тоа е Центар за истражување, архивирање и промовирање на македонската музика, еден вид на архив, музеј на едно место, институт за проучување на македонската музика. Значи, затоа ме интересираат и го споменав секаков архивски материјал ставен некаде кај вас од вашите родители на подрум, на таван, е убаво да се извади и да биде објавено, да го гледаат младите генерации. Да се занимаваш со рок-н-рол не е лоша работа. Верувате, и рок-н-ролот и македонската рок музика во овие тешки времиња е всушност нашиот глас на слободата. Затоа ве молам, патувам апел, се она што ќе го пронајдете како рок-н-рол артефакт, мене ми интересира, ќе ми помогнете многу во споделување на вашата, на некоја туѓа, ваша пријателска приказна, да биде јавно објавена. Така да, јавно ви го кажувам моментот дека останувам во приказната и понатаму, го следам се она што се случува. Драго ми е што ве запознавам како луѓе, драго ми е, благодарен сум од се срце на она што сте го создавали, сте го оставиле на македонската историја. Значи, си земам за право да зборувам во името на овие 2500 луѓе овде споменати, и уште 10-15 луѓе кои што биле активни слушачи на македонската рок музика. Ви благодарам за сето добро, сета музика што сте оставиле. За жал голем дел се уште стои некаде неоткриена, но работиме и ние, и пријателите од Кавадарци, и пријателите од други градови, сето тоа да биде достапно и за идните генерации. Благодарам уште еднаш, јас сум овде цело време и после ова. Муабетење, со секој сакам и лично да направам муабет, стојам на располагање, а она што го спомна и директорот, документарецот, би сакал само накратко да кажам, приказнава не е краток, и не е ни долг, 45 минути, кој сака може да го изгледа и ќе ви го оставам, па здравје презентирате. Се работи за едно исто така во скриено богатство, откриено неодамна. Авторот Алјоша Симјановски го има работено 1987 година и е документарец за бендовите кои што работеле во периодот од крајот на 60-те, 70-те и нешто ситно почетокот на 80-те. Долги години не знаел, го снемува трагот на тој документарец, го најде пред неколку месеци, го реставрираше, го среди и ми дозволи при овие патувања да го емитирам. Значи, е интересен материјал, голем дел од тие материјали изворно веќе не постојат, значи тогаш ги собрал, материјалите ги нема. Може некому да ми биде интересно, но доколку му е досадно, тоа ќе остане тука, па во следна прилика гледајте. Благодарам уште еднаш и ме потсети на промоцијата во Скопје, широк спектар на генерации луѓе, што мене ми е многу драго. Ова енциклопедија всушност и тоа требаше да го докаже, заборавив да го кажам, значи да им докаже на старите дека со нив не завршува рок-н-ролот, а на младите да им кажува дека со нив не почнува рок-н-ролот. Овде во ова држава има континуитет 55 години, тоа не е малку.